Како што имаше поширока експликација, господинот пратеник, ќе морам јас малку поширока експликација за да дојдам до конкретно. Ве молам се слушајте како се слушаме, господине. Ве молам. Поверете. До 2006 година не постоеше закон за полиција. До 2006 година имаше уставна забрана за следење на комуникација. До 2006 година и се следеа комуникации и се извршува полициски работи, без конкретни законски решенија. После 2006 година донесени се многу законски решенија, современи, европски. Операционализирани се преку многу стандардни оперативни процедури и подзаконски акти. Сето тоа создаваше предпоставки за професионализација на полицијата. Во полицијата, односно во Министерството за внатрешни работи во Скопје, дојдов во 2006 година и од тогаш тоа што го имам затекнато во одделот за организиран криминал, луѓе, колеги, професионалци кои што беа назначени на различни позиции од претходната власт до 2006 година, сите тие колеги продолжија несметано да функционираат во рамките на Министерството за внатрешни работи и да ја градат својата кариера без разлика од тоа што биле поставени од Социјалдемократскиот сојуз до 2006 година. Така да, овие професионални структури има прилика, има можност со сите реформи кои што ги направиве во рамките на Министерството за внатрешни работи, а беа многу комплексни и беа многу сериозни. Значи комплексни од аспект на опфатот и зафатот на реформите и пред се беа на легислативно ниво, донесени се современи законски решенија кои претходно не постоеа, а не знам како работеа, уствари знам како работеа, бидејќи во полицијата работам од 1986 година. Донесени се многу подзаконски акти и стандардни оперативни процедури, каде што се дефинирани, односно операционализирани на надлежностите во рамките на Министерството за внатрешни работи и веројатно тука го имаат најголемиот проблем колегите што ги поставуваат прашањата, односно господата пратеници. Значи, Министерот за внатрешни работи е за спроведување на политики во рамките на Министерството за внатрешни работи и имаме разграничување на политичко, на стратешко и на тактичко ниво во остварувањето на функцијата на Министерството за внатрешни работи. Во тој контекст, работејќи на овие реформи, легислативниот аспект е заокружен на многу квалитетен начин со донесување, пак ќе повторам, на законски решенија, на подзаконски акти и на стандардни оперативни процедури во рамки на европски проекти со ИПА фондови и со европски предзнак. Операционализацијата на сите тие подзаконски акти, на тие стандардни оперативни процедури биле пак во рамки на различни проекти заедно со колеги од полициски службеници од европски полиции или низ одредени фининг проекти на функционално ниво. Исто така се направени на вистина сложени и квалитетни реформи кои на многу квалитетивен начин го подигнаа капацитетот на Министерството за внатрешни работи и во однос на донесувањето на одлуки и координирање со полициските сили и во однос на носењето на одлуки на различни нивоа, дали се работи за одлуки на политичко ниво, дали се работи за одлуки на стратешко ниво или се работи за донесување на полициски одлуки на тактичко ниво. Така да, веројатно треба да им биде јасно да му биде јасно на господинот пратеник кој што го поставува ова прашање до министерот за внатрешни работи и се разбира овие стандарди или овие реформи дадоа недвосмислено силни ефекти во остварувањето на функцијата на Министерството за внатрешни работи. Многу показатели укажуваат на сето тоа, но нема да ги изложувам јас показателите на национално ниво, само ќе посочам на показатели кои се од меѓународни релевантни фактори, субјекти или институции кои навистина даваат потврда на сето тоа што е направено во рамките на Министерството за внатрешни работи и во рамките на функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Да тргнеме од извештаите на State Department за вкупните капацитети на национално ниво на државите во борбата против трговија со луѓе и кримчарење со мигранти. Република Македонија е 5-6 години во прва категорија на држави по изградени капацитети. Да тргнеме од истражувањата на ОПСЕ кои што се вршат секои 2 години. Според овие истражувања на ОПСЕ кои секои 2 години се спроведуваат, полицијата ужива огромна доверба меѓу населението, односно меѓу граѓаните на Република Македонија. Создавањето на перцепција нереална, односно различна од фактичката перцепција е за дневно политички цели.
И затоа сега ќе дојдам јас на конкретното прашање, но неопходно беше да се осврнам на сето тоа што претходело досега. Конкретното прашање кој ја издал наредбата? Наредбата ја издал командирот на полициската станица, на полициското станично подрачје кое е во тој простор. Командирот на полициската станица е изберен од Советот на општина Центар. Одлуките се донесуваат на тактичко ниво, пак ќе повторам, и не треба да се мешаат стратешкото и политичкото ниво. Министерот за внатрешни работи е должен да ги спроведува политиките кои што произлегуваат од законите кои што регулираат работата на Министерството за внатрешни работи и политиките кои што произлегуваат од подзаконските акти и од стандардните оперативни процедури кои се поврзани со остварувањето на безбедноста на граѓаните од една страна и од друга страна почитувањето на човековите права и слободи. За овој настан и за претходните настани кои исто така беа спомнати во делот на протести или во делот на обезбедување на протести или во делот на наводна примена на сила од страна на полицијата, јас го верувам дека полицијата, а тоа е перцепција и на странските фактори со кои и вие комуницирате, дека полицијата на многу високо професионално ниво се справуваше со сите овие предизвици, иако според сите информации требаше да бидат воведени, односно да бидат предизвикани и вовлечени во сценарио на конфликт со граѓаните на Република Македонија. Јас ќе повторам и од оваа говорница уште еден пат дека протестите се легитимно право на сите граѓани, на политички партии или на здруженија, меѓутоа насилството од поединци или злоупотребата на овие протести од страна на поединци или од страна на групи кои што беа манифестирани на различен начин, со напад на полициски службеници, со повреда на полициски службеници, со напади на витални објекти, на објекти од витален интерес на Република Македонија, полицијата беше должна да го реализира својата законска обврска, да обезбеди максимална безбедност и заштита и на оние кои протестира, но и на останатите граѓани на Република Македонија. Тотални се шпекулациите за преземање на мерки и активности од страна на полицијата, односно за примена на сила, но ќе повторам, ќе се навратам пак од протестите, бидејќи тоа се работи кои што се случуваат во еден континуитет и не може да се раздвојат една од друга. Во времето на нападите на полициските службеници, во времето на нападите на објектите, ќе се сетите дека тогаш беше министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, ќе се присетите дека тогаш беше начелник на сектор за внатрешни работи Скопје Лазе Велковски, кој што беше поставен од Оливер Спасовски, и веројатно нема да ви се допадне тоа, но сепак во нивно време се поднесува и прекршочни пријави и кривични пријави за поединците или за поединците кои во рамките на протестите се дрзнаа да ги напаѓаат полициските службеници и да ги оштетуваат објектите од витално значење. Така да, пријавите се поднесени во тој период, а во контекст сега на прашањето кое што го постави господинот пратеник за кој дал наредба, пак ќе повторам, наредбата се носи на тактичко ниво и не ги мешајте политичкото, стратешкото ниво со тактичкото ниво. Јас одговорно тврдам дека не е употребена физичка сила, не се употребени полициски властувања, освен со присуство на полициските структури е обезбедена заштита на граѓаните, односно на младите луѓе, на студентите, независно од која страна биле, дали биле од едната или биле од другата страна. Попречен е конфликт или попречен е судир меѓу двете политички спротивставени страни, би кажал, или во рамките на процесот кој што апсолутно нас не ни интересира дали се избори за студентски парламент или не знам за какви студентски избори станува збор. Станува збор за манифестации, односно за настани кои беа пријавени, пак ќе ви повторам, во полициската станица, во прва полициска станица, каде што командирот е изберен од Советот на општина Центар и во координација со службите на тактичко ниво беа определени единиците кои треба брзо да превенираат судир. Тоа е едната димензија. Другата димензија во однос на цената на чинење. Тој ден имаше доста протести и не можеме сега на второто прашање колку кошта Во однос на второто прашање. После министер, за второто после.